Добро утро. Есента, односно студот, се уште не покажал вистински заби, но и покрај тоа што грејната сезона е на почетокот, индикаторите на мерните станици веќе почна од зелено да преминува, да добива друга боја, портокалова, жолта, а некои и црвена. На тема аерозагадување, утрово зборувам со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, чија лабораторија неодамна ги објави истражувањата за 5 градови во Македонија. Ректоре, добро утро, добро дојдовте во студиото на Тело. Добро утро, благодарам на поканата. Како што најавив, ги објавивте истражувањата за 5 градови во Македонија, кои покажаа дека начинот на загревање на домовите е најголем загадувач во зимските месеци. Дали тоа истражување дава и насоки како да го намалиме загадувањето или повторно и оваа предстојна зима 2024-2025 ќе биде рулет со здравјето на граѓаните? Па за жал не верувам дека ќе успееме за една година да ги промениме системите за грејење, меѓутоа сигурен сум дека индикациите, односно јасната дефиниција за тоа кои извори загадуваат и колку загадуваат, ќе не овозможи да направиме некакви по-конкретни мерки за да се намали аерозагадувањето. И сигурен сум дека овие податоци ќе им овозможат и на локалната самоуправа и на државата на државно ниво да преземат одредени мерки, односно да почнеме да ги менуваме грејните тела, да почнеме да користиме некои поеколошки начини на грејење, а верувам со тоа и ќе го намалиме загадувањето, барем во зимските месеци. Струмица, Струга, Кавадарци, Куманово и Гостивар беа сега предмет на истражување. Да. Предходно вршевте истражување и во главниот град. Да, во пред некое Скопје. време. Слични се резултатите, идентификувавте неколку фактори на загадување, при што загадувањето и тука и во овие други градови е доминантен фактор. Има разлики помеѓу градовите, има генерално разлики и во видот на загадувачи кои што се најзначени и во временскиот распоред. Например, во загадувањето со дрва генерално или со горувањето на биомаса е во сите градови во текот на зимскиот период. Меѓутоа, во градовите во внатрешноста сообраќајот и минералната прашина доминираат во текот на летото, додека во Скопје го снемува сообраќајот како фактор во текот на летото, јули, август. Минимални се индикациите на овој фактор на загадување. Инаку има вкупно од тоа што 6 до 7 фактори кои што имаат главно влијание, и тоа се пред се согорувањето на дрва, согорувањето на нафта и мазут во системите за грејење и во индустријските објекти кои што ги користат, потоа е сообраќајот, минералната прашина која што доаѓа од градежништво, ресуспензија од прашината на улиците, од невегетираните суви површини и последен фактор во ова е карактеристичен веројатно за нас согорувањето на оган на отворено и палење стрништа, палење на отпад, палење на дивите депонии. Тоа не е еден проблем кој што го имаме постојано, а посебно се истакнува у пролетните и у доцните месеци. Без намера да не фрлам никаква сомнеш на резултатите од истражувањето, дали на овој начин, кога се идентификуваат овие 6 фактори, при што индустријата ја нема, на некој начин се амнестираат тешката индустрија, големите фабрики, а и малите фабрики, бидејќи јасно и без поголемо истражување дека голем број од тие индустријски капацитети, без разлика на обемот, кои работат во Македонија, во Европската унија не би поминале, односно би биле забранети да функционираат и би биле затворени со оглед на тоа што не ги исполнуваат еколошките норми и стандарди, немаат вградено такви филтри какви што треба да има. Ние и немаме некоја, да бидам искрен. И факторите не ги дефинираме ние како фактор на
по желба факторите се дефинираат врз основа на маркери, односно на хемискиот печаток. И кога го гледате хемискиот отпечаток, вие врз основа на појавата заедна на група елементи се дефинира одреден фактор. Сега ние карактеристично секоја индустрија има различен отпечаток. Например, железарите би имале со железо, манган и така натаму металите. Цементара има калциум и хлор и веројатно секој од тие отпечатоци има некаков собствен карактеристичен распоред на тие елементи по кои што може да го препознаете и може да видите како се во текот на времето. Меѓутоа, ние за жал таа индустрија која што имаме очигледно е релативно мала у однос на тоа што емитираме од сообраќајот пред се домакинствата и тоа не е само не се само наши резултати. Во Западен Балкан некаде околу 40% од загадувањето се поврзува директно со цел Западен Балкан со дрвата, загадувањето на дрвата на годишно ниво. А ако го сведеме дека само 6 месеци имаме грејна сезона, успоредба со тоа колку интензивен тој фактор, јасно вие дека во зимо, например, емисиите доаѓаат некаде, па може и до 70-80% од грејењето и согорувањето на дрва. Некаде видов дека согорувањето на дрва, согорувањето на отпад, сообраќајот и минералната прашина се 90% од загадувањето. Да, тоа е вкупното загадување, тоа е вкупното загадување, вкупната маса. Меѓутоа во текот на зимата, бидејќи се менуваат учеството на поедините фактори, се менува во различните временски периоди. Тие епизоди на екстремно загадување по кои сме познати, генерално се поврзани со екстремните емисии на дрва од домакинствата или во индустријата кај што се користат такви горива. Го знаете ли напамет точниот број на денови во кои, например, од тие 3 зимски месеци, ако се земат како репер, 90 денови, декември, јануари и февруари, колку од тие денови е надмината таа дозволена граница и за колку проценти во овие 5 градови или во Скопје, например? Тоа се мери со друг принцип, значи ги имаме и тие податоци, генерално ги надминуваат бројот на денови дозволен надминување е 35 денови на годишно ниво. И тоа го даваат као податоци системите за мониторинг во реално време. Не системите за овие системи кои што ние ги имаме. Ние земаме примерок од воздухот, кој анализираме хемиски, меѓутоа од тоа што го имавме највисоко надминување, мислам дека имаше годишно во Кавадарци, некаде скоро 100% од дозволената гранична вредност. Само 70 денови биле не над дозволената, бидејќи 35 е максималната, рековте. 35 е бројот на денови. Добро. Бројот на денови точно колку е, ние го немаме као податок. Ние имаме колкава е просечната маса годишна, 25 микрограми на метар кубен се дозволени, PM2,5, а ние имаме некаде 60 во Кавадарци, 50, околу 50 на 48 во Струмица, Куманово е 36. Така да некаде од 50 па и до 100% го надминуваме дозволениот лимит. Ајде малку, бидејќи не сум сигурен дека добро ве разбрав и јас и гледачите, од 365 дена во годината. Да ги земеме скопјани, например, го спомнавме истражувањето и во Скопје. Колку денови дишат загаден воздух со надминати вредности без разлика дали станува збор за PM2,5 или PM10 честички? Околу 100 денови, од 70 до 100 денови годишно го надминуваме квалитетот на воздух. PM2,5 имаат пониски граници во споредба со PM10, да, граничната годишна вредност, тоа се просечни вредности и тие се дозволени, и тие просечни вредности се смета просекот на ниво на година. Кај нас просеците се движат, како што кажав, 50-60 микрограми, а ние треба да имаме 25 микрограми. Со тоа што Светската здравствена организација дополнително ги даде препораки за намалување и на тие 25 микрограми и тоа е сега предмет на дискусија во Европа. Добро, генерално, значи 1/3 од вкупниот број денови во годината дишаме загаден над дозволените граници. Како би се променила оваа ситуација имајќи ја предвид структурата на домаќинствата во Македонија, односно податокот според кој веројатно и вашето истражување го потврди тоа, над 60%, 62% негде видов од вкупниот број домаќинства во Македонија користат
дрво за огрев? Дрвото е, покрај тоа што е традиционален начин на грејење, за жал емисијата од дрва или согорувањето на дрва, посебно во старите печки во ложиштата, е екстремен емитор на цврсти честички. Еве, за споредба, некаде десетина може да биде и 10 грама, па и 20 грама на 1 килограм емисијата. Сега, ако изгорите, имаше таков пример, имаше во студиите, 8 кубика од прилика е просечно за едно домаќинство да се грее. Од 3 до 10 кубика троши просечно. Да, добро, 8 кубика ако го ставиме во Скопје, зимските месеци која има магла е студено, 8 кубика во Скопје. Вкупната емисија од тоа 8 кубика, ако е по 10, бидејќи 500 килограми е половина некаде е масата на 1 метар кубен е 500 килограми маса. Ако го оставиме као просек околу 40 килограми PM2,5 честички и уште толку PM10 честички од секое домаќинство. За споредба, еве, возилата кои ги спомнуваме. Старо возило, Евро 2 мислам дека е 0,05 грами на километар. Ако дадеме, еве, пресметка, Голф двојка 3000 километри да помине низ Скопје во сезона. Во сезона 3000 километри ќе испушти некаде 180 грама или 0,18 килограми. Во исто време, ако тие луѓе се греат на дрва, со 8 кубика ќе испуштат 48 килограми. Дрвото како начин за загревање на домот испушта вакво количество на загадување, бидејќи во Македонија не се доволно суви, бидејќи влажноста треба да биде под 20%. Ако не се доволно суви, е уште повисока емисија. Има ли разлика од огревното дрво во Македонија и од огревното дрво што го користат други европски земји? Па, веројатно разликата е во тоа дали е суво доволна масата, дали е сува, дозволениот прифатливата влажност е некаде 20% на дрвото. Ја не знам дали ги почитуваат кај нас и не верувам, бидејќи ги носат адхок од шумите директно на пазар. Во секој случај, правилата се дека не смее да биде дрвната маса повеќе од 20%. Мислам, има посебен правилник за цврсти горива, кој што ги дефинира тие параметри. Проблемот е што ние имаме и стари печки, за разлика од западните земји. Значи, се ова би се свело под насловот енергетска сиромаштија, на некој начин. Енергетска сиромаштија. Па не е дека дрвата се најефтин начин на грејење. Тие се и прилично неефикасен начин. Значи, согоруваат, имаат високи емисии, за да бидат ефикасни треба да се горат во добри ложишта, во печки кои што имаат системи за пречистување на гасови, да ги враќаат назад со пиролиза. Има многу работи кои што треба да ги унапредиме, но еве да ставиме као линија генерално цврсти горива во урбани средини, посебно урбани средини од оваа класа како што е Скопје, има над 500.000 жители, не е дозволено користење на цврсти горива во урбаната средина за грејење на домаќинство. Спомнавте дека и немаме некаква индустрија, не можеме да се пофалиме со развиена индустрија за загадувањето да доаѓа оттаму, меѓутоа еве имаше години, односно минати зими кога се зборуваше интензивно за на пример цементарницата Усие, па беше ставена мерна станица таму. Не знаеме што се согорува во печките во депонијата Дрисла, бидејќи имаше исто така информации дека се согорува медицински отпад кој во европските земји е забранет за согорување. Вие како лабораторија Амбикон која го истражуваше и Скопје како главен град, имате ли некои подетални информации? Ете, тие неколку фабрики во Скопје, депонијата, што се согоруваат таму? Ние тоа што го работиме е различен пристап. Ние не ги мериме изворите на загадување, туку го мериме учеството на поедините извори во амбиентниот воздух, на рецепторите, на приемниците. И така се викаат овие студии пропорционирање на изворите на загадување на даден рецептор, за да видиме кои извори влијаат врз вкупното аерозагадување. Сега, конкретно, индустријата, најголем дел од индустријата има прописи кои што мора строги прописи кои што мора да ги задоволуваат и на нив им се дефинирани вкупните емисии на цврсти честички во воздухот. Јас верувам дека и ги задоволуваат. И Усие и Железаре имаат системи за пречистување на воздухот. У крајна линија тоа се на системи кои што овозможуваат прилично целосно зафаќање на целосно. Повеќе од 99% системите, ако се вреќасти филтри, имаат ефикасност. Електростатските
пресипитатори се некаде околу 90% ефикасност. Индустријата, доколку ги има системите инсталирано и доколку функционираат, генерално може да го контролира загадувањето. Но ние од друга страна сме прилично слаби со индустрија, да бидам искрен, немаме некои големи фабрики, а самите од друга страна имаме доста сиромаштија, се користат лоши горива, се користат лоши печки. И тоа е еден од проблемите. Во една пригода рековте дека само во Скопје има 70.000 оџаци, а оптималната бројка за градов за да нема толкова загадување е максимум 10.000 оџаци. И реков, се надоврзавте на тоа, не се проблем ако 100 куќи се греат на дрво, проблем е кога станува збор за илјадници. Дали структурата на овие 62% од домаќинствата кои се греат на дрва во Скопје е помала со оглед на тоа што станува збор за главен град и дел од населбите се приклучени на централно грејење или пак не? У Скопје мислам дека околу 40% од вкупниот број на домаќинства е некаде се грее на дрва, со тоа што имате општини, ако земете центар, веројатно имате 1% или 2% од населението кое што би користело цврсти горива или аеродром, меѓутоа имате општини каде што тоа значително доаѓа до тие 60% кои што се карактеристични на ниво на државата. Скопје е голем град и има навистина општини каде што дрво воопшто не се користи, односно се приклучени на топлификација и општини каде што доминира изворот на овој начин на грејење. Ново Лисиче, веројатно тој долниот дел на Скопје, околината на Скопје, сите тие имаат доминантно, кои што немаат топлификација или други системи, користат доминантно дрво. И вие како од аспектот на науката, како што рековте, бидејќи не ги барате изворите на загадување, туку факторите ги идентификувате, сугерирате дека на слична линија сте како и Македонската академија на науки и уметности, која во една своја студија рече дека ако се преполови бројот на домаќинства кои се греат на дрва, односно ако ги заменат старите печки и ако се премине кон друг начин на грејење, загадувањето драстично ќе се намали. Дека тоа е клучен фактор и вие го сугерирате истото. На промоцијата на резултатите сега, пред 10 дена, бевте заедно со министерот ресорен, таму беа представници на UNDP кои го финансираат истражувањето, нели? Министерот рече, во наредниот период ќе се фокусираме на гасификација. Иако гасот веќе на ниво на Европска Унија и тој треба полека да му кажуваме збогум, вие велите доцна е за гасификација, министерот вели допрва ќе правиме гасификација. Каде е решението? Му кажавте на министерот дека е доцна за газ? Генерално гасот би требало да се користи доминантно во индустриските капацитети или таму каде што има поголема потреба од енергија. Не верувам дека домаќинствата и во овој период, бидејќи мора да го намалиме, точно гасот во Скопје до Скопје е донесен уште пред 20 години. Проблем е што нема секундарна мрежа за да до сега изминатите 20 години многу граѓани во Скопје барем ќе ги чувствуваа придобивките на гасот. Меѓутоа сега кога Европа веќе зборува за намалување дополнително на количеството на јаглерод диоксид, ние зборуваме дека во наредниот период ќе правиме гасификација. Јас искрено ја немам слушнато таа изјава, меѓутоа едно факт е дека кај нас ќе мора да комбинираме одредени извори на одредени енергетски извори, да кажам, иако тоа ќе биде дел на друга група истражувачи кои што се бават со енергетика. Гасот за домаќинства, веќе постојат системи кои што се поефикасни од гасот, верувам и поприфатливи како системи за користење, базирани се пред се овие топлинските пумпи или популарно наречените инвертери, имате топлински пумпи, вода, воздух, воздух, воздух. Генерално постојат системи кои што овозможуваат ефикасно грејење, релативно прифатливо од аспект, од економски аспект, а речиси да немаат никакво директно загадување, користат електрична енергија, но за урбаните средини веројатно се едно од подобрите решенија. Сигурен сум дека ако се заменат и старите печки на дрва, се заменат пелетите, например, имаат 90% помала емисија во однос на дрвата. Тоа што беше иста енергија, што го спомнавме, 40
околу 40 кг на година, ако системот на пелети би било 1 до 2 кг на година. Значи драстично помали емисии се овозможуваат ако се користат пелети, иако тренте, не сме ние единствени што поминале низ ово. Големите градови во светот секаде поминувале низ овакви работи. Тренте да се забранат цврстите горива за користење. По примерот на Полска, например, во големите градови. Да, Полска во Краков има целосна забрана за користење на цврсти горива. Колку е тоа реално да се имплементира во Македонија? Што би било, како би се грее? Ние веќе имаме неколку системи, неколку кампањи се правеа, мислам, и тие кампањи веќе мислам дека резултираат со одредени бенефиции, односно ја намалуваат просечната годишна вредност која што е забележена. Забележувате напредок низ годините, дека се намалува процентот на 3-4 години веќе се намалува процентот, континуирано се намалува процентот и мислам дека и во Скопје една од станиците Газибаба оваа година беше во рамки на дозволените гранични вредности, што беше ретко спорано или воопшто не се случуваше. На државно ниво во Македонија имаме, мислам, околу 10 станици кои што имаат просечни годишни гранични вредности во рамки на дозволените. Инаку еве на заедничкиот настан каде што бевте со министерот вели потребна е целосна гасификација на земјата, така што ќе се трудиме во наредниот период гасификацијата на Македонија да биде еден од топ приоритетите што ќе нуди и поевтин извор за грејење на граѓаните. Која е алтернативата ако за гасот е доцна? Вие сметате дека за гасот е доцна? Сум видел таква и сум чул ваше изјава. Да, доцна е за користење од домаќинствата затоа што веќе постојат техники, односно технологии кои ви овозможуваат да имате поевтино решение од гасот и помало инвестиција и помали трошоци оперативни за користење на тие извори. Пак ќе кажам, топлотните пумпи. Од друга страна, гасот веројатно ќе биде еден од поважните горива за индустријските објекти, за било какви поголеми објекти кои што имаат потреба од енергија и за системите за централно грејење. Значи во таа насока се сугерира да се дадат субвенции за топлински пумпи? Секое домаќинство да си ги замени старите дотрајани печки на дрва со топлински пумпи, веројатно. Горан, тоа е комплексно прашање. За секој град веројатно ќе треба да се направи, не може да го одговориме ад хок. За секој град ќе треба да се направи некаква студија и да се направи комбинација. Гасот би се користел во системите за централно грејење. Со тоа што имате дистрибуирани помали системи за централно грејење за неколку илјади луѓе. Имате централни системи као Скопје во кои има илјадници приклучоци за поголем број на население. Меѓутоа тие не одговараат за, не знам, за Битола или за Кавадарци. Ќе мора да се направат друг тип на системи за грејење или дистрибуирани. Секоја зграда да има свој собствен систем за грејење, котел на гас или слично. Тогаш гасот е прифатлив систем, веројатно, бидејќи нема да имате 20.000 приклучока, него ќе имате 200. И уште една информација во налик на анегдота од пред неколку години во врска со навиките на граѓаните. Имаше субвенции за замена на начинот на грејење, загревање при печење на ракија во Кавадарци со газ наместо со дрва, и на таа понуда само 2 граѓани во Кавадарци се пријавија за субвенциите, пошто субвенциите беа укинати, во смисла дека навиките тешко се менуваат, дека не се работи само за неможност да се купат нови печки или да се замени начинот на грејење, туку и традиционалните навики. Веројатно не само тоа, ова е еден пример. Во Скопје студијата покажа дека кога бираат нов систем за грејење, само 1 или 2% од луѓето кои бираат нов систем на грејење прашуваат какви емисии има и дали ја загадува животната средина. Другиот дел не прашува воопшто нити каква емисија има, единствено цената е фактор, а не секогаш е тоа решение. Пак ќе кажам, новите системи овозможуваат и еколошки прифатлив начин на грејење и економски да биде од аспект на трошоци прифатлив за луѓето кои што го користат. Ректоре, немаме време за жал, повеќе за аерозагадувањето да зборуваме. Сакав да прашам на крајот и како е на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Кога тој или некој друг универзитет од земјава е најстариот и најрепрезентативен Свети Кирил и Методи ќе се најдат на таа престижна светска листа на рангирање и ќе допреме до овие универзитети од регионот, барем?
рангирање, тоа е посебна приказка, ќе го одговорам. Универзитетот Гоце Делчев во моментот, мислам дека се држиме солидно. Ние по број на публикации, број на студенти и така натаму сме веќе некаде етаблирани подолго време како втор по големина универзитет во државата. Сметам и дека добро напредуваме, имаме зголемување на бројот на публикации, бројот на цитати. Дел сме од една нова група на универзитети, се викаат Европски универзитетски алијанси, и ние сме дел од 9 универзитети заедно со нашиот универзитет. ЕЙС се вика алијансата, применети, поврзани, ангажирани универзитети, и мислам дека полека универзитетите напредуваат и се држат. Околу Шангајската листа навистина треба да разбереме што значи Шангајската листа. Има и големина, Белград е голем, Загреб, сите се поголеми од нас. И Ниш и Крагуевац не се поголеми, ама... Не се на Шангајската, они многу понапред од нас. Со Ниш се држиме, подобри се од нас, но и поголеми се. Они се од класата на Скопје. Ајде на оваа тема во друга пригода, бидејќи ни помина времето. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Благодарам.